Драги мои, добро вечер и добре ми дојдовте во уште едно саботно издание на подкастот на телевизија Алфа. Мојот вечерашен гостин е една исклучителна млада енергија која ми годи уште додека се подготвуваме да влеземе во студио и верувам дека ќе уживате вечерва точно со неговата не само енергија, со неговиот настап, гестикулации, цел еден концепт на младост, убавина и интелигенција споени во едно. Во политиката влегува во неговата 16-та година, во еден од најтурбулентните периоди за Македонија тогаш. И наместо сигурна потоа академска кариера во Италија, одлучува да си дојде за секогаш дома и да се посвети политички и партиски на градење на едно поубаво македонско општество. Има јасна цел и став, денес е дел од раководството на најголемото европско политичко семејство, Европската народна партија, каде е подпредседател на младите сили во рамки на оваа организација. И ќе зборуваме, а исто така тоа да не се заборави да се каже, практично овој пат го достигнува трасирајќи го преку неговата позиција како меѓународен секретар во Унијата на млади сили на ВМРО-ДПМН. Ќе зборуваме за личните мотиви, за тоа што се предизвиците на домашната и меѓународната младинска политичка сцена, дали младите денеска генерално се слободоумни и се чувствуваат слободни или пак се поинаку само заробени, условно кажано. Драги мои, вечерва во ова студио ќе разговарам и ќе уживам, а и ќе се смеам заедно со Тодор Конески. Добро вечер и добре дојде. Добро вечер, Искра. Благодарам пред се за убавата најава. Да ги поздравам сите гледачи што вечерва се со нас и се надевам дека во текот на овој подкаст ќе успееме да го задржиме нивното внимание и да имаме една квалитетна емисија. Да, јас се надевам и дека ќе те натарам да се смееме гласно во некој дел, зависно од прашањава, како ќе ни одат, затоа што имаш многу заразна насмевка и многу фина енергија која прети се треба да ја пренесеме или на оние кои не гледаат и на социјалните мрежи и на малите екрани, популарно кажано. Значи се вклучуваш 16 години кога имаш практично пред 10 години во политиката во време кога е актуелна шарената револуција, сите оние предзнаци кои доведоа до состојби за проблематизирање на македонскиот идентитет и се тоа што следеше со промената на името. Зошто? Вака, често откако почна 2026 година, често го користам тој термин дека оваа година си ја славам својата прва декада. Од мојата политичка активност, но за да можеме да стигнеме и да го одговориме прашањето зошто сме стигнати до таа, како сме стигнати таа декада да влезе во акција, мора да одиме многу поднатаму, односно поточно да одиме 2,5 декади во минатото. Назад. Добра, ако супер. Роден сум во семејство кое што ги препочитува конзервативните, демохристијанските и пред се патриотските вредности. Иако сметам дека патриотските вредности се интегрален дел од конзервативните и демохристијанските вредности. При тоа да нагласиме дека не биле политички функционери твоите родители. Иако политички активни функционери не, добро, со тоа што израснал сум еден дух на љубов према татковината, едни правилни вредности и секогаш дискурсот дома имаше елементи кои што потенцира накај насоката на политиката, односно ме третира би рекол на еден начин како поголем, со тоа што секогаш ги разговаравме тие сериозни теми и општествените случувања беа дискутирани. Која била мотивацијата, па заради тоа денеска не можам да ви кажам, никогаш не сум прашал, но од денешна перспектива сум многу благодарен дека сметам дека од многу рана возраст јас тоа го прифатив врз себе. Кога памтам за себе, имам силни чувства према мојата татковина, према Македонија, сум патриот. И у целото моје детство, како што растев, како што се развивав, како што се градев како персона, мотивацијата главна што ја водев во себе беше како ја можам да помогнам на оваа држава. Секогаш за себе си векав дека имам одредена визија, која што таа визија се надградуваше, еволуираше, морфираше во различни начини и како што времето течеше и како што се развивав како персона, како што моите знаења се развива, како што познанствата ми се развива, секогаш таа визија што ја имав се трансформираше. Сега, кога дојде таа 2016 година, тоа за мене на некој начин беше кулминација на еден период на пасивно пратење, каде што јас решив
мотивиран од повеќе фактори, но главниот фактор беше тоа што се случуваше во државата и сметав дека ние сме на една раскрсница како држава. Од друга страна, секогаш, нели, тоа се тинејџерски денови, тогаш мислам дека човекот, односно младиот е најљубопитен, сакав нешто ново да пробам. Но и најизразени емоции има во тоа време. И да, и многу искрена беше желбата. Тоа сакам да, тоа морам да го потенцирам. И сега кога бевме на таа една раскрсница во тој период, можеш да се фати нели лево или десно. За жал резултатот на крајот отиде налево, но јас го фатив тој пат на десно. Времето покажа дека сум имал вистинската страна и тоа што следеше потоа беше многу трагично, но во цел тој период останав активен, доследен на идејата, се развивав лично, но се развивав и како една единка на луѓе која што растевме, зборувавме и не само што зборувавме, туку и превземавме акција на многу клучни теми и моментално сме во позиција каде што сме, односно после 2024 година сметам дека унијата на млади сили го имаше беше еден од главните делови на мозаикот при повторното доаѓање на ВМРО-ДПМН на власт и денеска ние сме млади индивидуалци, многу од кои нели има пратеници, има луѓе кои што се во сериозни општествени позиции, кои што допринесуваме за подоброто општество. На некој начин да сублимирам, тоа е на некој начин една групација на луѓе кои што сите си имале своји визии за Македонија и тие визии во еден момент се соединија, се створи една голема визија која што денеска мислам дека сите имаме честа гордоста, а пред се одговорноста да ја реализираме. Воодушевувачки е страста со која што зборуваш за твојата верба во политичкиот личен ангажман. И сега остани таков и остани на таа линија, бидејќи само тоа е патот до успехот, кога со таква силна страст правиш нешто професионално, малтене, на некој начин и професионално со оглед и на твојата меѓународна позиција, ќе го зборуваме тоа за неколку минути од сега, но е клучот за успех во секој случај. И сега, во оној момент на промената на името, ме интересира следново. Што повеќе те луташе, те нервираше или те направи тажен во тоа време? Дали самата фактичка состојба, што и се случи на Македонија, или уште еден факт кој што сега го гледаме малку со ладна глава можеме да го исперцепираме, за жал доцна, но тоа е што е. А тоа е дека огромен дел од македонското општество во промената на името гледаше солуција за старт на евроинтегративниот пат како сигурен почеток, така им се продаваше на луѓето, но сметам дека не можеа да го видат многу и твои врсници во тоа време, па за да се направи отпор уште поголем ако воопшто беше може. Значи, ајде уште еднаш, што повеќе те болеше, фактичката состојба што се случи на Македонија или пак несвесноста на општеството кон што води таа состојба во тоа време? Мислам дека кај сите фактичката состојба е тоа што повеќе болеше поради фактот што нели таму беше штетата нанесена. Се промени името, многу други работи што беа нели во цел тој дискурсот во тој период не беа толку зборувани, се случија што некои историски одстапки и така натаму беа во тој дискурс не беа толку споменувани просто поради фактот што нели името беше главната тема, се случи и Македонија, значи тоа беше еден небалансиран договор во кој што Македонија апсолутно изгуби, фактичката состојба, односно фактичките загуби што ние како држава ги имавме, се тоа што мислам дека сите најмногу ги болеше. За ова второто што го кажа, сакам да се осврнеме на тоа, таму не е толку болка колку што е срам и подценувачки од власта. Ја би идел до таму да не би рекол дека беше дискурс, не би рекол дека беше нудена солуција за отпочнување, но ако јас добро памтам, во многу наврати тезата која што се градеше е дека ние доколку смениме влагаме во него, нели? Дека тоа е завршена приказна, да го смениме името, се е спремно, се е договорено, Брисел само чека на нас, сменете го устав, направете ефективната промена и готово, дечки, вие сте влезени. А тоа не беше така. И тоа беше навредувачки према интелигенцијата на народот. Значи, Европската унија како таква, нели, го има својот интегративен процес кој што е преку копенхашките критериуми и тоа според мене е најобемниот и најмеритократскиот процес што постои на овој свет за припрема за интеграција на една држава. И тој процес во ниеден случај не се случил преку ноќ.
Имавте Хрватска што преговараше 6 години, што денеска е одличен пример за како една нова членка треба да се развива внатре. Ги имаме Бугарија и Романија кои што 3 или 4 години, 2003 или 2004 година ги започнаа своите преговори, не ме фаќате за збор. И тоа е процес. И сега ние во позиција каде што немавме почнати преговори, ни беше сервирана перцепција дека тоа е малтене завршена работа. Да се навратиме нели на референдумското прашање кое што всушност беше и неуставно, дека според уставот на референдум нели е само едно прашање, да се постави таму имаше 3 прашања. Дали сте за Преспанскиот договор, дали сте за членство во ЕУ и НАТО со прифаќање на Преспанскиот договор. А кога реалноста би била дека ако тоа се би сакало да биде сервирано, би требало 3 одделни референдуми. Дали сте за Преспанскиот, дали сте за Преспанскиот, дали сте за ЕУ и дали сте за НАТО. А доколку би било тоа направено, еве хипотетичка ситуација да анализираме, дали сте за ЕУ и дали сте за НАТО би имале излезност за преку 90%. А дали сте за Преспанскиот договор, мислам дека 90%, ама против. Ти си и веќе подготвен сениор политичар, така што ми се допаѓа начинов на кој што ги возиш одговорите, иако можам и имам право да не се сложам во добар дел. Зошто? Затоа што одговорноста за таквата ситуација фактичка сепак е на некој начин двонасочна улица. Народот мораше да биде малку поотпорен и посилно да го изрази спротивставувањето кон таа ситуација. И нели оние постари наши дедовци, баби и соседи, како и да е, па и родителите ќе речат ова да им се случеше на пример на србите, немаше вака да помине гладко. Ме разбираш во која насока сакам да кажам? Факт е дека народот беше изманипулиран максимално, надвор од сите очекувања здраворазумски, меѓутоа факт е дека народот некако се легна на брашното, но тоа е што е, тоа заслужува посебна емисија и ветувам дека во ова студио пак ќе дојдеш да си разговараме на таа тема, оти многу интересна перцепцијата на едно момче сега кој има 26 години, кое тогаш било сериозно помладо и ваква една анализа која е супер политички супер политичка подкованост. Референдумот беше моето прво направо на глас, неискористено и самиот целиот тој момент околу нели моето полнолетство и тој еден сериозен политички процес кој што се одвиваше тогаш ме мотивираше со екстра предпазливост да го пратам цел тој процес и ставовите околу целата таа ситуација ми се доста силни, дека мислам дека тоа е еден од процесите што најекстензивно ги имам пратено. Со тоа што мислам дека на крај да ја сумирам темата, мислам дека Преспанскиот договор е и целата таа билатерализација на евроинтегративниот пат на една држава како нас, нели во тоа време со спорот со името, беше опасен преседан за иднината на евроинтегративниот процес и растот на Европската унија. Тоа се покажа како вистина дека нели откако заврши тој процес се јавија соседите од Бугарија со нивните барања. А преседане воедно и на Вајц, известителот, неговиот амандман да се произнесе Брисел, дали е преговарачката рамка, дали го вклучува она што го вклучува или нешто, исто така една многу интересна ситуација, но пак е тоа друга тема за друга емисија. Сега сакам пак уште малце тука околу политичкиот активизам личен твој, да добијам одговори. А тоа, значи ти си средношколец во приватно училиште во Македонија, така? И потоа се запишуваш во Италија на студии филозофија и меѓународни односи, така е. И во еден момент си толку совршено резултираш во развојот и во учењето и оценките и така натаму да добиваш понуда да останеш како демонстратор на истиот факултет во Италија и ти одлучуваш дека сепак ќе одбиеш таа понуда и дека ќе си дојдеш дома. Ајде, тој дел ме интересира многу, бидејќи многу млади и твои врсници се на раскрсница во оваа насока. Можеби не во иста ситуација, но во слични. Завршив средно училиште во 2019 година во приватната гимназија Нова. Добро. Учебната година 2019-2020 ја паузирав. Добро. Не знаеше што ќе правиш, сакаше да размислиш? Сакав малце време за себе, ми требаше сакав малце да се пронедам, со тоа што нели во тој момент мавна и првиот карантинот ковид и така некако кога сите колеги не можеа да се вратат во Македонија, мене практично ми беше дома бев. И првата година од моите студии беше онлайн. Значи од Скопје студирав во Италија, ама бев во Скопје од мојата детска соба ги пратев предавањата. Се преселив во Италија за учебната година 2021-2022. И искрено бидам, студиите одлично ми идеа.
уживав не само во студиите, туку уживав и во целото тоа искуство. Студирав на меѓународниот универзитет Ка Фоскари во Венеција и тоа беше едно прекрасно искуство. За мене најубавиот град е Венеција. Таму поминав делот најубавиот свој период. И имав еден предмет, тоа беше меѓународни односи како теорија. Уживав во тој предмет, го обожавав. И кога дојде да се полага предметот, системот на оценување во Италија е до 30, значи од 0 до 30, со тоа што секоја оценка над 18 е положено, под 18 е паднато, но има една специјална оценка, се вика Трента е лоде, во превод тоа значи 30 со почести, и некој начин тоа се смета како 11, како за некој што има покажано, екстра квалификации во предметот и додава 1 поен во просекот, во универзитетскиот просек. На тој предмет добив Трента е лоде, со тоа што понатаму продолжив да бидам во тесна комуникација секојдневна, да не речам, со професорот на тој предмет, и во периодот кога завршуваше таа школска година, дека тоа беше предмет што го полагав во јануарската сесија 2022, ако добро помнам. За време на јунската сесија ми понуди од следната учебна година да бидам демонстратор. Тогаш знаев дека веќе влагам во самракот на студентските денови, дека забрзо завршувам. И пред се не се гледав да останувам таму. Не дека не се гледав на факултетот, туку не се гледав во Италија, сакав да се вратам тука, но тоа исто така затоа ги споменувам периодите, месеците, тоа беше периодот кога се актуализираше францускиот предлог. И тоа беше еден екстремно емотивен период за мене, а би рекол и за сите нас македонците како колектив, и на некој начин тоа беше делот причината зашто јас си одбив таа понуда, со цел да се вратам тука. Се сеќам на 2 јули кога се вратив во Македонија, школската година заврши таму негде 28-29 јуни. Првиот авион за Скопје беше на 2 јулија, тоа беше и првиот протест пред владата тогаш. Се слетав, отидов до дома, моите ме зема со автомобил, го запалив моторот и си упатив пред владата се во рокот 3-4 сати. Значи пристигнување на аеродром, летање до Скопје, дома на протест и кампувавме таму веќе неколку дена. Така да бев дома, ама не бев дома. И сега ги спомена меѓународните односи, ти честитам за одлуката прети се да си дојдеш дома, нели некако сме навикнати дека кога млад човек или неговите родители вложуваат во неговото образование, па макар и еве вака, преку интернационални училишта, нова и така натаму, дека е тенденцијата да продолжи некаде надвори, па нели, ако му е среќата надвори да остане надвор, ама ти имаш сосема друг план за себе и сосема друга перспектива на гледање на работите, и тоа е на вистина за поздрав за еден млад човек кој можел да има блискава кариера како уште еден македонец во странска држава, на пример. Ама одлучуваш дека нема да го одиш тој пат. Мојата идеја е следна. Ако моето семејство инвестирало во мене и многу други семејства инвестирале во образованието со умисла да своите деца иднината своја градат надвор, јас образованието сум си го градел надвор, сакам да се вратам тука за утре да можеме тоа квалитетно образование и таа квалитетна иднина нашите деца дома да имаат. Студентскиот престој во друга држава да биде нешто сосема различно перцепирано од тоа што е сега. Денеска за жал, нели, Македонски универзитет нема на листата на Шангај, се жалат, македонските студенти се жалат од квалитетот на образованието и условите што им се нудат, и многу од луѓето што идат во странство за студии, тоа го гледаат како потреба за личен развој, а не како избор. Моментот кога ќе стигнеме образованието во странство да биде избор, а не потреба, тука веќе ние имаме напредок. Кога нашите млади ќе сакаат да се вработат, кога нашите млади ќе сакаат во македонска болница да се вработат, бидејќи условите се еднакви со тие во германска опција, тоа е успехот. Така. И додека ние се уште растеме како држава, додека можеби еве само моје генерации до сега ги немале тие прилики, наша обврска моментално и не само како млади, туку како власт во државата тие прилики да ги овозможиме.
за идните генерации да можат да се развиваат тука, да имаат паралелно добро образование со младите основците, средношколците во Германија, во Шведска, во Финска, универзитетско образование како што има во западноевропските земји и преку океанот, и да можат тука да имаат квалитетни работни услови каде што ќе можат да се развиваат дома, бидејќи сепак дома си е дома, нели? Апсолутно. Си меѓународен секретар, кога ги спомнавме меѓународните односи, твоето студирање, твојот избор, ти си меѓународен секретар на Унијата на млади сили на ВМРО ДПМН, веќе ми е јасно како си ја заслужил оваа позиција, но ајде ти лично на овој твој успех како гледаш? Зошто баш Тодор Конески е избран да биде председател, односно меѓународен секретар, извини, и потоа ќе дојдеме до подпредседателското место? Меѓународен секретар на Унијата на млади сили сум од јануари месец 2023 година. Добре. Активен во меѓународниот тим на Унијата на млади сили сум од 2017 година. Значи имаше долги години моја активност и моје присуство во меѓународната сцена пред јас да ја превземам таа позиција. Претпоставувам дека во моментот кога јас ја превземам позицијата, сум членот на УМС веројатно со најмногу искуство во меѓународната политика и во меѓународните води, и во тој момент веројатно според потребите на председателот на УМС Сергеј Попов сум тој што најдобро можел да одговори. Кукав габарит да си меѓународен секретар? Кукава одговорност? Огромна. Видете, се шалам, јас ги координирам сите држави. Јас сум координаторот со најмногу комитети. Огромна е, бидејќи целата таа комуникација што имаме надвор иде преку мене. Сега моментот кога ја превземав, имав амбициозни цели како меѓународен секретар, кои што за моја голема среќа успеавме сите да ги исполниме. И за тоа сум посебно горд и благодарен пред се на цела поддршка што ја добивавме од Унијата на млади сили, од целата партија, особено од председателот на партијата и премиер професор доктор Христијан Мицкоски, значи неизмерна поддршка во цел тој процес. Прво, канализиравме стабилна и добра комуникација со сите наши организации од стратешки интерес. Кога зборам за организации од стратешки интерес, зборам пред се за двете младински организации на Европската народна партија, каде што членуваме ние, и зборам за младинската организација на Меѓународната демократска унија, каде што исто така ние членуваме. Тоа е нашата светска чадар организација. Понатаму, канализиравме успешна и стабилна соработка и комуникација со политичките фондации дома, со кои што работиме безпрекорно, но и со политички фондации од надвор, со кои што сме работели и претходно, но таа соработка во изминатиот период ја имаме засилено. Од друга страна, зборувавме за овие организации каде што најмногу имаме директно присуство. Моментот кога јас станав меѓународен секретар на Унијата на млади сили, имавме 7-8 години каде што меѓународна организација го немаше посетено Скопје. Од декември 2022. Кој не си ја работеше работата како што треба претходно? Не би рекол дека никој не си ја работел работата како што треба, тоа едноставно беше склоп на околности во моментот. Едноставно мислам дека имаше моменти каде што нели од 2017-тот па доке 2021-та каде што можеби меѓународната не беше апсолутниот приоритет, особено на Унијата на млади сили, бидејќи тука имавме неколку реструктурирања интерни и фокусот беше на стабилни структури дома. Моментот кога малце успеавме да добиеме поише простор надвор, ние тоа отварање го искористивме на најдобар можен начин. Од декември 22 до денес имаме 3 настани, 3 пати имаме донесено чадар организација во Скопје, но со Скопје 3 пати бил центар на политичките збеднувања, 2 пати во Европа, еднашка на светско ниво. Тоа беше последниот декември кога IYD дојде во Скопје. И еве официјално и тука да најавиме, следниот викенд повторно во Скопје доаѓаат европските демократски студенти, тоа е студентската организација на Европската народна партија, преку 80 млади луѓе од целиот европски континент, од повеќе од 25 држави. Ми се чини ќе бидат во Скопје
каде што нели прво ќе имаат време да ги посетат и да се запознаат со македонските институции и со луѓето што ги водат и работат во истите, а исто така ќе го имаат својот зимски универзитет, односно тоа е вториот најважен настан во работната година на европските демократски студенти, каде што нели на најважниот настан тој е изборниот настан кај што събира раководството, а вториот настан е каде што статутарни промени може да се поднесува. Така да тој што ова е сериозна одговорност да се организира и да се реализира. Да. Сите настани биле големи и успешни до сега, но според бројката на пријавени учесници следната недела во Скопје ќе го имаме најголемиот до сега настан. Не, ова ќе треба и да се следи за да видиме и да се увериме, бидејќи постои една ајде да речам некаква стереотипна разочараност кај постарава генерација дека младиве само гледаат како да исчезнат од Македонија, што не е фактичка состојба и не е вистина, судејќи според сето ова што го слушам и секојдневно се уверувам во млади луѓе, сериозни ентузијасти кои се сакаат да се бидат дома и да се работат и да допринесуваат дома. Логично, ваквиот твој развоен пат и твојата посветеност носи и на позицијата подпредседател на младинската организација во рамки на најголемата европска политичка партиска организација, тоа е Европската народна партија или European People's Party. На англиски, дали одлуката да бидеш тоа што си на оваа позиција е лична заслуга или пак е партиска помош која те донесе тука? Партиска помош од ВМРО да помане. Како што кажа во претходниот одговор, без поддршката што ја имав од сите структури на партијата, немаше да можам да го изедам тој пат. Да, но и препознаен си надвор, тоа е многу интересен момент. Како изгледаше таа битка таму? За да бидеш подпредседател ти, ако воопшто битка е вистинскиот збор? Еве вака статистички да го одговорам прашањето, на Конгресот на Европската народна партија каде што се бираше новото раководство имаше 164 делегати, јас имав 161 глас. Сите на твое конто, од цела Европа 98,2% од гласовите ги имав. Како се издействува тоа? Како успеа? Видете, тоа е комбинација на фактори. Пред секогаш бевме присутни, секогаш бевме многу активни, секогаш бевме конструктивни, секогаш секогаш гледавме мост да направиме. Значи со сите колеги без разлика какви се нашите политички позиции, тука не зборам само билатерално меѓу нашите држави, тука зборам идеолошки, бидејќи кога станува збор за такви чадор организации каде што има толку многу партии од толку многу различни географски региони, ако сме ние си чадор организација на центар десни демохристијански конзервативни партии, демохристијански конзервативни партии во Скандинавија и на Балканот или во Медитеранскиот регион се комплетно различни работи. И има тука многу фундаментални несогласувања околу некои теми, но секогаш тоа што ме водело мене и цел тим на луѓе кои што сме иделе дека во секоја дискусија треба да бидеме конструктивни, да го бараме заедничкиот интерес наш и на нашите колеги, бидејќи сепак таму се бориме за една заедничка иднина на сите. Не гледаме слепо кокетирање или да идеме на некои византиски игри кои што би сакале да кажат, туку гледаме како да градиме соработка. И водени сме од тоа дека треба да градиме мостови и дека ние сме младински представници на нашите партии кои што еве можеби некои од нас утре ќе бидат на сериозни позиции во партиите и тоа е сериозна предиспозиција и за нашите држави, и за Европската унија, и за европскиот континент. Кога има човечки однос и пријателство промеѓу млади луѓе кои што утре ќе прерастат можеби во сериозни чинители во своите општества и има стабилен канал на комуникација која што може да се користи, тогаш соработката станува многу поедноставна, кога соработката е едноставна, успехот станува многу полесен да се постигне. Апсолутно одлична стратешка перцепција и концепт за тоа како треба да се движиш, односно да се движите како организација и во контекст на сето ова како успеваш, ама со некои примери сакам да чујам, или како и помагаш на македонската младина генерално, на сите млади, без разлика дали се политички активни, не, дали се леви, десни, како и да е. Односно, како оваа позиција твоја може да ја помогне на Македонија генерално на патот, конкретно кон ЕУ во моментот? Што можеш да посочиш како доказ или пример дека твоето бивање на подпредседателската позиција во рамки на младината на ИПП всушност и носи добро на Македонија како држава? Вака,
за да го дадам прецизниот одговор на ова прашање, сакам малце да се навратиме во минатото. Нели споменав дека од 2017 година сум активен во меѓународната младинска политика. Тоа значи дека сите тие траурни процеси што ги споменувавме, јас сум ја представувал УМС, сум го представувал ВМРО ДПМН и Македонија на меѓународно ниво. Значи дали тука бил преспански договор, дали тука бил бугарското вето, дали тука било францускиот предлог. Значи сите тие процеси јас ги имам поминато и сум бил таму. Првата и најважната работа што може да се прави да се разговара, односно да се шири приказната. Ќе се изненадите колку луѓе имаат незасновани предрасуди за нас надвор од Македонија. Сме мала држава која што нема сериозен инфлукс на туристи или на посетители и многу луѓе, иако знаат дека постои таа држава, знаат каде се наоѓа географски, не знаат за фактичките состојби внатре, што се случува, а и многу малце имаат пристап до нашите аргументи. Сепак, да се вратиме, ако збориме за името, ние имавме билатерален спор со Грција, која што е земја со сериозни капацитети, лобистички, медиумски, за да си ги шири своите позиции, и сметам дека нивните аргументи секогаш биле многу по масовно сервирани наместо нашите. Погласни секако. Точно, така. Секогаш. И со кога ќе го земеме тоа во предвид, моментално и Бугарија гледам дека слично прави, дека е многу гласно, особено во Брисел, каде што за жал и најважно да биде чуена, дека она е внатре во канцеларијата, додека ние сакаме да влеземе, метафорично да се изразам. Многу важно да се разговара. Да се навратиме кога доаѓале овие луѓе од странство во Скопје, биле позитивно изненадени од тоа ние каква држава сме, каков народ сме, кои се нашите идеали, зашто стоиме тука, што сакаме да постигнеме. Се сеќавам кога го организиравме Советот на младината на Европската народна партија во 2023, ми се јавува претседателката и ми вика, имаме замерка од еден подпредседател од Холандија, вели како дозволуваме домаќин да биде организација што е против европскиот пат на Македонија. Јас ја слушам на телефони, јас сум во тој момент сум запрепастен. Не знам како да одговорам, не знам како да реагирам. Ја секој со години активен, знам зашто стоиме, знам зашто работиме, знам што приватно размислуваат многу луѓе. Сите структури сум ги прашал и мислам дека ако нешто ми е јасно е дека ВМРО ДПМН е најпроевропската партија, првата проевропска и најпроевропската партија. Јас кажав ќе дојдете ќе видите. Толку. И се сеќавам кога заврши настанот последниот ден, лично он ми пристапи, дојде и ми кажа извини, ама ја имав комплетно грешна перцепција. Затоа најважен е секогаш разговорот и најважно е да дојдат дискусијата. Од друга страна, официјалното застапување на нашите позиции е секогаш многу важно. Добро. Тоа да не биде само во неформалните делови, туку во формалните делови тврдо, силно и одлучно да се застане во одбрана на нашите ставови. А финално што сметам, кога се навратиме на прашањето како со новата позиција, како член на раководството на таа организација, мислам дека сега јас лично сум изложен на ненормален, на огромен број на високи чинители во Европската унија. Добра. Што нели, доаѓаат пред се од редовите на Европската народна партија, но од редовите на Европската народна партија доаѓаат претседателката на комисијата, претседателката на парламентот, мнозинството комесари. Еве сега во Брисел пред нецел месец имавме состанок на раководството на младината на Европската народна партија, на ЈЕП. Имавме состанок со претседателот на Европската народна партија, кој што е европратеник и координатор на пратеничката група на ИПП, а исто така имавме и со еврокомесарката од Шведска. И сега разговараме со неа, имавме тука непосреден разговор, каде што разговаравме нели за некои општи теми како што се интеграцијата, но имав шанса да малце да ја потпрашам за нешто што мене лично ме интересираше, тоа беше воведувањето на јагледнородните такси према земјиве што не се членки на Европската унија. Нив им се допаѓаат, нас не им се допаѓаат. Она се насмеа дека малце јас еднострано сум ја гледал работата, јас си кажав дека она малце еднострано ја гледаат од нивна страна, но нели сепак секој си го гледа интересот во таа тема. Ние сме поштетената страна убедливо. И
тоа изложување на тие високи чинители и можност да разговараме е нешто што сметам дека е најголемиот адут со тоа што пак ќе се навратиме на тоа дека разговорот, комуникацијата е клучна за да можеме сите овие работи да ги надминеме. И кога го спомна и Брисел, ја спомна и Бугарија и така натаму, сведоци сме на околу 100 повторно амандмани, не изненадувачки чекор или потак од Бугарија, како и во сите претходни извештаи за Македонија, па така и во овој, слични од прилика условувања, да не биде јазикот модерен или современ и нивната тенденција ние сами да се прогласиме за непостоечки јазик пред годината за која тие сметаат дека ние официјално постоиме како јазик и така натаму и така натаму. Зборувавме и за Вајцно Ајдееве како млад човек кој што е интернационално ангажиран, кој што секојдневно малтене комуницира и соочува своји мислења со оние од твоите колеги од други европски земји. Како гледаш на ваквиот уште еден од многуте чекори на Бугарија со амандманите и како другите странци со кои комуницираш гледаат на истава приказна, бидејќи де факто вие разговарате за заеднички интереси, меѓутоа и твојата улога е да ја продаваш условно кажано нашата приказна. Така што ме интересира прво како ти гледаш на овој чекор на Бугарија со амандманите, не изненадувачки повторно да не бидам досадна, нели, а како твоите странски колеги на нашава приказна? Најкратко да го одговорам тоа прашање, мотото на Европската унија е обединети во разликите. Само Бугарија не го разбира никако мотово. Добро на дневно ниво кога разговарате со луѓе од ИПП, од младите, што се од Бугарија, како тоа изгледа? Во смисла, колку сте оптеретени со сето ова или пак сте пооптеретени со заедничките интереси, која е исто фина линија на комуникација? Кога разговараме за заедничките интереси, тоа нели се општи теми кои што ги засегаат младите, дали тоа била мобилноста, дали тоа била правата на младите, можности за вработување и така натаму, никогаш немаме несогласување. За жал на билатералната тема има стигнато до неколку несогласувања, пак ќе се навратам на тоа дека сум бил секогаш воден, дали тоа било во моментите пред Има ли балканска емоција и физички пресметки? Никогаш. Добро. Никогаш. Не. Значи секогаш сум се водел по тоа дека треба да бидеме конструктивни во разговорот, иако за жал морам да бидам искрен дека тоа не било секогаш двострана улица. Од наша страна сме се труделе секогаш да биде така, секогаш сме испорачувале да биде така и во секоја условно кажано пресметка што сме имале до сега, грото на настанот, збориме за ако ги нарекувам пресметки на официјалниот дел на настанот каде што со земање на збор ние си ги споредуваме аргументите. Легитимно. Грото секогаш после тоа кога се коментира ситуацијата било на наша страна. Просто водени од причината што ние во секој еден аргумент што сме го имале за нашите билатерални несогласувања, сме гледале да сме се воделе со аргументи и сме го почитувале во оваа ситуација неистомисленикот. Јас во никој случај нема нив да нема према никого да се обратам како непријател, како лошите или така натаму. Во оваа ситуација сме две страни со различни размислувања. И сметам дека само, нели, ако може тоа се да го надминеме, но за жал во нашава ситуација емоциите од другата страна секогаш биле поголеми. Но секако се најважни аргументите од носење и одвивање на било што, носење одлуки, одвивање на расправа во емотивна ситуација кога не преовладуваат аргументите, не завршува добро без разлика која страна е победник условно кажано. Ме интересира на почетокот на емисијата зборувавме и за никакви внатрешни преструктурирања или периоди во кои ВМРО ДПМН мораше со себе да се бори за да се одржи и за фантастично кусо време ако јас како од страна гледач можам да заклучам се врати на пиедесталот на власта, како и да е. Како изгледаат битките условно речено внатре во УМС меѓу вас младите? Дали е вака, аргументирано, меѓу себе се надпреверувате, дали доминира слога во секој еден надворешен настап потоа надвор од организацијата или пак има некакви
младашка енергија која до одредена мера е дозволена, па има некакви други задкулисни игри кои носат победници внатре во Унијата на млади сили. Како изгледа битката внатре меѓу вас? Вака, ја прво малку би го реформулирал прашањево, просто од причина се водам етимолошки. Името УМС значи Унија на млади сили. Зборот битка со зборот Унија ми се апсолутни антоними и да се каже дека битки се водат внатре во Унијата на млади сили, мене искрено ми е малку и парадоксално би рекол. Интересна забелешка. Ја прифаќам. Сметам дека внатре во Унијата на млади сили секако, значи тоа е најголемата младинска организација во Република Македонија и една од најголемите во Европа, да знаеме. Тоа не знаев. Да, една од најголемите во Европа сме, поголема од 70% од нашите сестрински организации. Ја верувам дека како кај нас така и надвор дека младинските организации на центар десните и десните партии се најчесто најголеми, значи би рекол една од најголемите во Европа. И една со најголемите традиции исто така. Како најголемата организација, секогаш ќе имаме една плеада на различни размислувања на теми и тоа го сметам како најголемото богатство што Унијата на млади сили има. Просто од причина дека кога имаме толку различни ставови кои што се формулирани од рој на различни причини, дали тоа е перцепцијата на човекот согласно тоа од каде доаѓа, согласно тоа каква професија има, согласно тоа во кој стадиум од животот, дали е средношколец, студент, млад вработен, млад невработен. И тоа е најголемото богатство ние што го имаме, дека кога ќе седнеме и ги дискутираме ставовите, овие различни ставови кога ќе се спојат, прават еден зрел став. И зрелоста сметам дека една од главните атрибути на Унијата на млади сили. Значи, вие сте попаметни од сите актуелни функционери или оние кои веќе одат во политичка пензија со оглед на енергијата со која пристапувате на изнамоѓање на решенија за одредени предизвици. Ако е тоа така, тоа е многу ветувачки за едно општество. За мене Унијата на млади сили е моторот и срцето на ВМРО ДПМН и на Македонија логично, како најголема. И додека таа атмосфера внатре владе во нашата организација, сметам дека ние можеме само да бидеме додадена вредност за нашата партија. Така и за државата. И за државата. Тоа јас ќе инсистирам како непартиски човек да зборуваме надпартиски заради тоа што сметам дека без разлика на политичкиот активизам, дотолку повеќе што вие имате доминацијата во моментот како големина, како габарит, како сила, па и вашата партија на власт, дека мора и може да се прави многу и многу уште повеќе за младите. Малку да свртиме приказната кон оние нови неолиберални вредности кои не се вредности, сега тука да не се дефинирам себе си и јас каква идеолошка рамка имам на гледање, но лично и вака кусо и народски кажано сметам дека вистинските вредности се оние традиционалните, конзервативните, семејни вредности, тие се гледаат таму. Не ги гледам во овие нови неолиберални движења, кои пак според одредени политички анализи се секако фактор или причина за деградирање на овие конзервативните, на вистинските вредности, на семејството како единка и така натаму. Дали оваа теза ми е апсолутно точна вака, според тебе? Да, видите, јас кога бев во своите тинејџерски денови, тогаш ова неолиберализмов беше во еден апсолутен суд. Значи, многу поддршка добиваше позади себе и како млад конзервативец, нели патриот и се тоа, на моменти се осеќав како апсолутно малцинство. И сега, кога си размислував во себе што значи тоа, мене во дилката ми беше дека така сум израсна, тоа сум јас и тоа ќе бидам. Значи, мора пред се главното е да останам тој што сум. Значи, не може човек да се адаптира себе според трендовите. Многу е важно да остане тој што е. Но како што тоа движење се развиваше, како што морфираше во тоа што морфираше и како стигна до каде што стигна, јас сум убеден одамна дека јас сум бил во права.
на почетокот на 2020-те години, нели почна една ренесанса кај младиот конзервативец, почна младите конзервативни движења да стануваат многу попопуларни, многу позастапени и многу поопшто поприфатени. И тоа мене искрено ме радува. Бидејќи како едно будење се случи. И тоа мислам дека беше нешто што беше евидентно и на глобално ниво. Тоа го покажуваат и трендовите и по државите, како значи еве ви една Аргентина која што има една богата социјалистичка историја, го избра за свој председател Хавиер Милеј, кој што е антитеза на сите тие генерации политичари пред него, кои што нели кога дојде на позиција ги имаше тие своји амбициозни идеи за намалување на инфлацијата, за подобрување на економијата, за намалување на јавната администрација, го нарекуваа дека е луд, поради фактот што тоа е нешто што со декади се случува и не може никако да се оствари. Но еве веќе третата година од неговиот мандат, он секој ден тие тези за нереалноста ги побива и покажува дека може. Што мислиш, зошто се случи цуд на овие пак десни поконзервативни организирања? Дали заради тоа што левицата или неолиберализмот нудеше повеќе идеали наместо вистински решенија, или заради тоа што баш удри врз одредени природни, биолошки развојни правци, удри врз семејство како институција, удри врз во таа насока ми е прашањето. Значи, дали ако нудеше повеќе решенија наместо идеалистички некакви дефиниции и погледи, можеби повеќе ќе останеш. Да не Што беше факторот што ја врати пак на дно како движење? Најчесто во јавниот дискурс, медиумски, да кажам, десните партии се тие што добиваат етикетата за популистички, но ако размислиме суштински, реалноста е сосема различна, бидејќи тоа се факти. И статистички. Видете нашата историја. Значи, најголемите периоди на економски раст, најголемите успеси и на меѓународно ниво, на национално ниво. Значи, тоа се случува во време кога ВМРО да помине власт, односно кога имаме конзервативна влада. Така е. Конзерватизмот е политичка идеологија која што е градена со векови. Не е тоа нешто што се појавило пред 10 години. Има солидни темели врз кои што е изграден и има постулати врз кои што се гради. И е доследен како идеологија со тоа што една од главните работи тука што е испорачувањето. Така. Конзервативните влади секогаш испорачуваат. И ако видите сега да се вратиме неолиберализмот, тоа што го спомнавте дека удри по семејството, тоа е една од клучните точки, не е тоа целата причина зашто, значи така. Тоа што е идеалистички, што е популистички, што е празен пред се. Што е како оние мали играчки на бабушкине, кога ќе отвориш таа е празна во себе, нема ништо во неа. Но кога удри по нешто како што е семејството, а семејството за човек, за мене лично е темелот на се почнува од семејството. Така. Кога ќе удриш по тие најнуклеарни единки во општеството, без кој што едно здраво општество, не само здраво, врз кој што едно општество генерално не би можело да функционира, дали твојата идеологија, дали твојот план, било што прави една индивидуа, ќе пропадне. Таа беше и ситуацијата со неолиберализмот. За жал, не е се уште како движење целосно потиснато, но сметам дека моментално се наоѓа не е во мејнстримот, туку си наоѓа некоја позиција во сајдстримот каде што ќе си има некоја база на следбеници, како и повеќето политички движења кои што своевремено си биле популарни, па сега си се маргинализирани, да споменеме анархизам и така натаму, си имаат свое време кога си се популарни, но со време кога ќе се свати дека тоа е едно пред се нереално размислување на состојбите, едно нереално размислување на состојбите тие ги тргаат на страна. Да се вратиме на еден цитат на Винстон Черчил, нели, вели, ако како млад не си социјалист немаш срце, ако како постар не си конзервативец немаш мозок. Тоа јас како ја толкувам оваа изјава кажу, он не сака да каже дека ако не си конзервативец, кога си постар не си интелигентен човек. Туку сака да кажува дека кога си млад можеби повеќе си воден од идеали, повеќе си воден од нешто што е убаво да се чуе, но кога
стигнеш кога ќе созрее човекот станува прагматичен и е водено тоа што функционира и тоа што може да донесе резултат. И таму ја наоѓам суштината, прагматизмот. Одлично објаснато. Супер. Таа директна негова реченица која го отсликува ова што го зборуваме цело време, односно твојата перцепција, твојот начин на анализа. Тоа дали постојат нови форми на младинско робство? Ова што го зборевме до сега. Така би го карактеризирал, би можел да го карактеризирам како младинско робство и не би навлагал во деталите, просто од причина што сметам дека до сега ги разговаравме. Но многу е важно што сакаме да што подразбираме под робство. Некој би кажал дека социјалните мрежи се некој вид на младинско робство. Но некој ја категоризираше и така наречената национална концепција во образованието во времето на министерката Мила Царовска како еден вид ставање во рамка на одредена цела генерација која за слека па не профункционира. Тоа е архетипичен пример на неолиберална политика во акција која што за среќа не успеа. Но да се фокусираме на овие работиве кои што ги кажав сега, социјални мрежи, некои работи кои што се некои новитети во светот, нели дека збориме за нови форми, и дали тие може да ги анализираме како младинско робство. Многу е важно како пристапуваме кон работите. Многу е важно како млади луѓе знаеме да бидеме преамбициозни и премногу да се внесуваме во нештото и тука многу станува тенка линијата помеѓу алатка за подобрување на нештата и младинско робство. Ако социјалната мрежа е искористена на правилен начин, сметам дека таа може да биде алат за многу добри работи. Преценели. За комуникација, за ширење на пораки, за споделување на работи, но ако биде таа користена за губење и губење на времето, тука не стануваме роб на неа. Сметам дека една многу интересна работа што веќе се случува кај нас и тука и на глобално ниво и тек ќе гледаме како ќе се развива е вештачката интелигенција. Тука мислам дека може во иднина да имаме многу тенка линија на дали тоа е алат или тука поседува младинско робство. Бидејќи ако приметите, ако зборите со многу луѓе кога зборам, јас користам вештачка интелигенција, тоа не можам да кажам дека не користам, но многу луѓе веќе стануваат зависни од неа. Во форма дека треба краток имејл да се напише, се користат алатките на вештачката интелигенција за тоа да се состави. И сега мора тука ние како млади, бидејќи ние цел живот ќе го поминеме со таа вештачка интелигенција, генерациите што доаѓаат после нас веќе ќе ја имаат како нешто што им е дел од животот. Ние сме тие што ја осознаваме и што како што ние се развиваме и таа ќе се развива. Мора да разграничиме како треба, значи кој е етичкиот кодекс кој што треба да го имаме кога пристапуваме кон вештачката интелигенција. Сега не е тука само да се гледа да се збори за етиката каква е. Многу е важно да се гледа и што треба и што не треба да се прави и да се гледа која е здравата граница. Тоа сакам да кажам. Која е здравата граница на користење нешто да ти биде суплементарно на твоите активности и да те комплементира со тоа што ќе помогне да се надгради или тоа да биде на некој начин летаргично бегање од своите обврски. На следното мое прашање го имам одговорот. Воодушевена од она што досега го слушам овој од прилика еден час зборуваме, имам уште прашање и не ми јасно како летнува време во вака едноставно е задоволство човек да те слуша. Значи јас го имам одговорот на прашањето, не сакам да го слушам твојот одговор. Зошто мојата генерација од 80-тите не успеа да се избори со рамките во кои некоја друга претходна генерација ја ставаше во период на транзиција и така натаму, а зошто твојата генерација овие идни од 2000-те наваму се поотпорни на овие робства, така наречени? Кој е твоето гледање на нешто? Сметам дека секоја генерација си има прво пред се своји предизвици, но нешто што е многу важно и што го гледам во нашите генерации како присутен тренд е тоа што тоа што е добро од претходните генерации успешно го земаме и го практикуваме. И сега иако сметам дека би можело како храброст да се карактеризира со тоа што нели сега разговараме како нашите генерации се поотпорни на тоа што е сега,
поотпорни сега него тие во 80-тите, но јас не би рекол дека тие генерациите од 80-тите не биле понеотпорни од нас, туку би рекол дека едноставно биле затекнати во една многу поразлична социоекономска позиција, политичка ситуација. Значи сепак нели тогаш се формирала нова држава. Тоа било за четоците комплициран период во најмала рака. Наједноставно формулирано е да се каже комплициран период. И сега кога имаме еден таков комплициран период од врв до дно, топ to bottom процес, сите демографски групи, дали тоа се млади, middle age, постари и така натаму се опфатени на некој начин. И затоа сметам дека ние пред се сме во една многу поедноставна социоекономска, социополитичка ситуација, каде што пред се не живееме во транзиција, живееме во мир, моментално живееме и во политичка стабилност и едноставно младиот човек има многу повеќе време да се фокусира на себе. И затоа сметам од нас некако крилата пошироко може да ни стигнат во моментов. И вие некако и подобро се снајдовте во она ковид вакуум приказна во која ние постариве генерации малку тука потфрливме, но кај младиве се појави еден куп стартапи, многу креативност, многу ентузијазам и така натака. Ме интересира една друга тема на приказната, имам уште многу прашања, мајде некако ќе ги протрчаме. Не спомена македонската УМС како дел од Европската народна партија, односно Унијата на млади сили, која е најбројна, повеќе од рече побројниста од 70% од европските организации во рамки на ИПП. Тоа значи дека можеби кај нас најмногу пали, условно кажано, овој партиски активизам за разлика од другите земји, или тоа е едниот дел од прашањето, што е перцепцијата, зошто се помалу бројни во другиве европски земји, и како таму, како во другиве во западноевропските, како таму ја градот довербата меѓу врсниците, што е тоа што например, кај нас имаш, тоа е, сега ова е, нели, муабет од УМС, затоа што ти си тука, тој е член на УМС, ќе го вработат, ќе го сместат ваму таму, во државна администрација, нели, тука никако се движи таа рамка, зашто македонците млади се политички активни. Како размислуваат колегиве во западноевропските земји и како тие се борат да ја добијат довербата на врсниците? Многу прашања, во една ама ми ја разбра поентата, знам. Тоа дека членовите на УМС се генерално партиските ангажмани кај младите се доживуваат како е Јас сакам да се го зборам, јас имам право да зборам за мојот пример, немам сознание какви се состојбите во другите младински организации во Македонија, но таа перцепција дека членовите на УМС се клиентелистички активни, се со цел обезбедување на работно место, тоа е еден лажен стереотип пред се. Добра. Буквално сите членови со кои што имам разговарано, има некои заеднички точки во нашата приказна со тоа што нели имаме некои патриотски корени, имаме желба, сме имаме мотивација за работа и сме сакале нешто да дадеме. Да го цитирам вице-премиерот Александар Николовски, он го карактеризираше ВМРО-ДПМН како еден од трите политички брендови на Балканот, заедно со Хрватската демократска заедница и Нова демократија од Грција. Јас Унијата на млади сили исто така ќе си земам слобода да ја карактеризирам како младински политички бренд. И не само на Балканот, туку и во Европа. И сметам дека нашето членство, мислам дека имаме едно од најпосветените членства што на глобално ниво, би рекол, просто од причина што имаме контингент на луѓе, и кога кажам контингент мислам на сите, кој што е спремен во секој момент да твори за Унијата на млади сили, дали тоа би било преку теренски акции, дали тоа би било преку изработка на програми, на проекти и така натаму, се со цел да се гарантира успехот на Унијата на млади сили, а кога е успешно УМС, е успешно и ВМРО-ДПМН, кога е успешно во ВМРО-ДПМН, најважно од се е успешна Македонија. Добре, така е. Како на терен работат колегите од западноевропските земји? Дали се вака, ова е начинот, просто ова е патеката за успех, или се повеќе концентрирани, не знам, на социјални мрежи и тој тип на функционирање? Би рекол дека моментално владе фокусот на социјалните мрежи надвор, не дека преовладува, туку
еве 60-40 да го карактеризираме. Што не е страшно. Што не е страшно, Водство, да. генерално повеќе се фокусирани на социјалните мрежи, претпоставам тоа е мотивирано од трендовите дека многу голем број на луѓе се онлайн. Но еве кога ќе видите, еве пак пример еден да земеме Германија да ја земеме како пример. Германија е земја со цирка 80 милиони жители. Young Union на ЦДУ, младинската организација, има 100.000 членови. Сега, ако гледаме како бројка, се најголемата младинска организација во Европа, но ако гледаме статистички, веројатно има многу голем број по глава на жител се, можеби процентуално внатре во земјата не е толку. Процентуално. И сега Германија земја 80 милиони, сигурно има 20 милиони плюс млади луѓе, тие 100.000 не можат до сите да стигнат. И социјалните мрежи на некој начин се најефективната алатка. Јас сметам дека ние тука секогаш сме биле нашата бројка што имаме, што е огромна процентуално, е многу ефективно од аспектот што ние можеме со секој да стигнеме да збориме лице во лице. Можеме на секој да му чукнеме на вратата, можеме до секое место да стигнеме директно. Знам, сум бил неколку пати на кампањи во западноевропските држави кај нашите сестрински партии. Исто така ние кога имаме кампањи секогаш покануваме гости да доаѓаат за кампањата. Најчесто политичките партии се присутни на јавните простори, на плоштадите, во парковите и така натаму. Значи пак се обидуваат непосредно да допрат до луѓето тет колку што се може. Но тоа многу поголем фокус има сепак на тие јавни простори каде што има конгрегации на луѓе. Додека пример ние во нашите кампањи секако сме присутни на тие јавни места, но во кампањата секој општински комитет мора да чукне на секоја врата и да поразговара со секого. Да биеме тезата на сите оние кои што викаат дека на младите политички активисти, партиски активисти им не достига, не знам, поише да користат социјални мрежи, сепак ова е патот до успехот на некој начин кога ти довербата ја градиш на понепосредна патак. Треба секогаш да се бидеме адаптирани со трендовите на социјалните мрежи. Тука нема ништо лошо, само може да биде додадена вредност, но вредноста на непосредната комуникација и тој контакт што го остваруваме кога ќе се ракуваме, таа доверба што можеме да ја стекнеме кога проблемите си ги кажуваме во очи и пробуваме да најдеме заедничко решение, е нешто што не може да се замени. Со ништо на светов. Има многу додадени вредности, но без тоа никако не може. Колку пати повеќе се ова тенденциозно прашањево, ама ајде не вака, нека биде вака прашањето. Дали седнувате на иста маса и колку често со младината на левица на СДСМ да ги договарате општествените младински политики? И кој е најчесто иницијатор за ваквите друштвени состаноци или заеднички маси? Вака, пред се, значи ова прашање мора да се подели дека ги спомнавте и СДСМ и левица, односно СДММ и Црвена младина, со левица сме немаме никаков контакт. Додека со младината на СДСМ, генерално и со други неколку подмладици на политички партии имаме соработка и тоа е генерално под чадорот на неколку фондации кои што прават за политички диалог. Но не се само обуки, туку и тркалјазни маси за политички диалог и така натаму. И од тоа што го имам добиено како фидбек, тоа е еден позитивен пример, бидејќи не се случува во многу држави тоа да можат од различни партии да седнуваат и секако ние си ги имаме нашите политички разлики, ќе си ги дискутираме и така натаму, но например пробував да се сетам на некој по скорешен? Не поскорешен, туку поважна заедничка иницијатива. Тоа прва на памет ми доаѓа пред парламентарните избори 2024 година, претседателите на младинските организации на УМС, на СДММ, на младината на ДУИ, на младината на Алијанса за албанците, уште неколку ЛДП мислам дека тука беше вклучено и така натаму подпиша една декларација за млади кај што се обврза дека како млади луѓе ќе учествуваме сите како младински организации кои учествуваме во фер избори, ќе ги браниме за интересите на младите. Тоа беше, ако не се лажам, на Конрад Аденауер Штифтунг. Така да постојат такви иницијативи и сепак, сите сме млади луѓе кои што сме политички активни, се надевам со цел да ја помогнеме на оваа држава. Да креираме едно подобро општество. И надежта моја е дека единствената разлика што ја имаме е дека методологијата и начинот во кој што гледаме како треба да се стигне до тие позитивни промени ни е различен.
Дали ти се пријателите непосредни околу тебе директно исклучиво луѓе, дечки, девојки од УМС или имаш од различна провениенција, дали ти е таа средината и на дружба и социјален живот, професионално, политичка? Имам пријатели буквално од сите страни би рекол. Друштвото што го имам како нуклеарно не ми е партиско, односно со нив сум од основно училиште, нема никој од нив немал никаква допирна точка со партиски ангажман. Најдобриот другар ми е DJ, бе. Ако треба само just to put things into perspective. Така да, но тоа не значи дека кога влегов во партијата некако се однесував изолационистички, дека јас имам веќе пријатели, не ми требаат, туку си имам приватно друштво кое што се знае со многу од моите пријатели од партија, си имам партиско друштво кое што нели vice versa се знае со многу од моите приватни пријатели, можам и некако коегзистирам хармонично. Влијае ли политиката врз културниот живот на младите? Сега ако спроти мене седеше вечера можеби некој актер или некој не знам од уметничкиот живот професионален и така натаму ќе имаше поинаков агол на одговарање. Во зависност од тоа колку проекти се одобруваат за театарски представи така натаму, не во оваа насока, значи во една пофилозофска друга насока или смисла ти го поставувам прашањето. И како? Политиката ја контролира културната политика. Добра. И сметам дека ангажманот на кога збориме политиката, претпоставам на власта се мисли. Па, нели, кој има најголема моќ да практицира и извршува политичката агенда во моментот, тоа е власт. За било која власт. Многу е важно културната политика да биде секогаш приоритизирана, што гледам и дека е. Се сеќавам пред некое време бев во Будимпешта и затекнав концерт на Македонскиот национален џез оркестар. Добра. И во разговор со нив дознав дека они прават турнеја низ цела Европа. И сметам дека македонската култура не е само да се чува во нашите граници, туку требаме исто така многу е важно што повеќе да ја промовираме. Ние имаме една прекрасна култура. И сметам дека би било трагично ако не успееме таа правилно да ја промовираме. И искрено се израдував кога слушнав дека се организираат тури низ Европа на македонски ансамбли со цел таа наша култура да се презентира што може повеќе и повеќе. А од друга страна ако гледаме внатре, културниот живот е некако најблиската допирна точка до младите луѓе. Така. И нешто што нели на некои луѓе им личи дека е неважно, а за младите луѓе е суштинско. Вие сте и генерација која настрада со ускратен културен живот, ноќен живот, кој што е воедно и таков, многу затворени места за излегување, за случувања, што заради короната во тоа време, потоа се случи кочани и така натаму. Да, со тоа што нели тоа се две трагични ситуации кои што пред се нели ковидот беше здравствена ситуација каде што здравствени причини, но кога се фокусираме на трагичниот случај во Кочани, тоа нели ја отвори на кутија, така. Па на тоа колку локални институции работеле во небезбедни услови. И сметам дека беше обврска се затворат истите. Исто се служувам. Колку и тоа непосредно да влијаеше на животот на младите, многу е важно да ги имаме тие гаранции дека местата каде што ние излагаме и сакаме да се забавуваме се безбедни и се по стандарди, се по закон. Така да сметам дека политиката треба да биде позитивен фактор, но треба и да биде и правичен фактор. И тоа беше случајот со Пулс, дека тие затворени локали можеби не придонесоа за самиот ноќен живот, но придонесоа за генералната безбедност. Денеска знам дека кога идам во дискотека, кога излегувам во бар или било каде кога излегувам, знам дека тоа место е по стандард и јас таму можам да се чувствувам безбеден. И да се поменеш убаво апсолутно. Пред се. Што ќе им кажеш на твоите врсници кои сакаат за кусо и брзо време, пари, слава, моќ, успеси преку ноќ? Видите, јас сум релативно се уште млад човек и за вакви некои темелни прашања не знам колку имам
се уште стекнато легитимитет да говорам, но би рекол дека најважно од се е работите да се работи плански и да се работи пополека. Кога сакате секогаш, кога сакате се и одма, многу често ќе пропуштите нешто. Кога сакате се да ставите во своите џебови, најчесто нешто ќе испадне и ќе падне на подот. Затоа многу е важно да се работите да се приземнат, да се иде еден чекор по друг и тие процеси да се дозволат да дојдат природно и органски. Затоа јас сум голем фан на музика, тоа ви го имам кажано пред да почнеме да снимаме, би ми ја препорачал Виена од Били Джоел да ја слушнат, да мислам дека многу добро може на оваа тема да се заклучи, текстот на песната многу добро може да се поврзе со оваа тема. Од друга страна, една многу важна работа е во сите процеси што се прават во животот, без разлика од каков карактер се, е да се задржи идеологијата, да се задржи човечноста и да се задржи тој што сме. Младите сакаат се и одма и тоа најчесто е, нели кажавте, пари, статус, фама. Ако тоа се стекне, било што, не ја задоволува. Ако тоа се стекне на начин каде што ти треба да се погазиш себе си, да ги нарушиш своите концепти, својата филозофија на живење, своите идеали, уживањето во таа состојба што ќе ја постигнеш ќе биде намалено. И можеби ќе трае кратко. И не би коментирал на таа тема, но значи финалниот продукт нема да биде таков каков што го сакаме, дека себе си се губиме во тој процес. А многу важно е кога ќе стигнеме до дестинацијата, каде што ќе стигнеме е да бидеме свој, да бидеме тие што сме. И уште еднаш по кој знае кој пат вечерва воодушевена сум од начинот на кој што размислуваш и тоа колку со страст истото го илустрираш и веруваш во себе и во она кое што го размислуваш, што е многу важно. Не ти е наметнато, не ти е сугерирано, тука е твое лично верување за кое цврсто си се бориш. И тука би било совршено време и за последното прашање, тоа е што е среќа за Тодор Конески? Среќата за мене лично е пред се да би ја карактеризирал на неколку начини. Би почнал со тоа дека среќата е да имаш луѓе околу себе што ги сакаш и што те сакаат, и тоа да биде искрено. Тука зборам за семејство, пријатели, така натаму и така натаму. И имам среќа што го имам тоа во животот. Среќа е да можеш да работиш нешто што сакаш, да уживаш во тоа, да не осеќаш никаков напор. И среќата финално е кога човекот се осеќа свој. Кога ќе се погледне во огледало, суштината, тоа е внатрешната среќа. Кога ќе се погледне во огледало и осеќа дека работите што ги прави луѓето со кои што е и начинот на кој што се чувствува сам со себе го задоволува него, но не само него на суштински начин. Не на површен, туку на суштински начин, стварно луѓето да бидат среќни. А да надоврзам, ако случајно имаше прашање дали сум среќен, да, среќен сум. Одлично се насмеавме на крај, иако јас погласно од тебе, но морам да ти кажам дека си ми само уште еден доказ. Дека не дека имав изгубено вербата во младите, не, но нели обкружен со луѓе кои мислат дека ни се губи младинава, ова е апсолутно уривање на таквата теза, на таквите стереотипи. Ти си само уште еден доказ на еден млад човек во кој оваа држава мора да гледа иднина. Пред се ти во себе самиот, ти посакувам многу успех и среќа. Понатаму прво во тоа што професионално го правиш и од кое што заработуваш, на тоа многу малку зборувавме, ама чисто да знае јавноста, Тодор си има работа, си работи, не е само неговиот партиски ангажман и секоја чест за сето тоа. Те поздравувам со најискрени желби да продолжиш само вака да се развиваш и ништо минус и ништо плюс од ова да ни правиш е совршен развој, совршена патека и верувам дека твоите родители се многу горди. Ти благодарам што вечерва беше така страствен и искрен. Благодарам на вас што ме поканивте
Се надевам, како што кажав на почетокот, дека го задржавме вниманието на гледачите. Сметам дека го задржа, верувам дека и нивното сметам дека имавме еден одличен разговор и се надам дека во иднина ќе имаме шанса да го повториме. Јас дефинитивно за други теми, нели, така, да го надградиме, но дека ќе имаме шанса во иднина повторно да разговараме. Вие брзо растете, вие генерација некако и за 3-4 месеци сте веќе нови луѓе, така да може и повторно да се видиме. Јас искрено се надевам, ова е втор пат апелирам од ова студио јавно, дека ќе седне на твоето столче и некој од другите партиски младински активисти од другите страни, нели, ја споменавме на СДСМ, на Левица, по и на ДУИ. Ова студио е отворено за сите, би сакале да ги чуеме и нивните мислења како и тие размислуваат. Немаме простор за повеќе микрофони во студио, но тет би седнала со било кој од нив ако прифатате уште еднаш јавно покана. Уште еднаш кога да завршиме, ти благодарам. Благодарам на вас. Драги мои, не ја повторувам последнава порака, останува таква, ќе ја повторам во некоја од следните емисии доколку не се одзват на ваква покана, а знам дека сака да бидат слушнати и треба да бидат слушнати, така што е отворено повелете во ова студио во било кој од следните изданија на подкастот на Алфа. А вие пуштајте си ги линковите по социјалните мрежи кои остануваат трајно, нели не е само она реприза која од утре вечер доцна на екран, туку ги имате социјалните мрежи каде што подкастот ви е достапен и има многу што моја генерација да научите од млади луѓе како Тодор Конески вечерва. Ви благодарам и добро ноќ.